Имавме плодна дискусија, а Македонија понуди соработка во неколку области: инфраструктурата, туризмот и инвестиции во зелена енергија. Изјави премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев по завршувањето на состанокот на шефови на влади на 16 земји од Централна и Источна Европа со Народна Република Кина. Целта на овој самит, кој што се одржува 5-та година поред, е унапредување на соработката помеѓу земјите учеснички, меѓутоа и унапредување на билатералната соработка со Македонија и Народна Република Кина. Впрочем, Македонија е меѓу првите земји која што користи кредити од кинеската Ексим банка за реализација на инфраструктурни проекти, односно за изградба на автопатот од Скопје до Штип и од Кичево до Охрид. Од страна на кинескиот премиер беше искажана нивниот интерес, односно областите кај што сметаат дека можеме да дојдеме до конкретна соработка. Тоа се соработката во делот на инфраструктурата, зашто и ние имавме дискусии и размислувања и конкретни предлози. Понатака соработка во делот на туризмот и соработка во делот на така наречени грин зелени инвестиции. Сите тие области се прифатливи за нас како области за соработка. За одредени имаме конкретни проекти кои што сега ги кажавме. За одредени области сметам дека треба дополнително да направиме наши предлози кои што во иднина би можеле да бидат како основа за склучување договори и конкретна соработка со Народна Република Кина. Токму од страна на кинескиот премиер беше испратена силна порака, а тоа е кинески компании да ја развиваат и да ја зголемуваат соработката со земјите во регионот и да инвестираат во земји каде што има добра бизнис клима. Македонија има добра основа за тоа што од сите земји во регионот е прва по водење на бизнис, истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Беше испратена една прилично охрабрувачка порака од кинескиот премиер, што е комплементарна со стратегијата на Република Македонија. Имено во своите завршни зборови тој ги охрабри кинеските компании да дојдат, особено оние кинески компании кои што се конкурентни на светско ниво, да дојдат во регионот, да најдат држави кои што имаат поволна инвестицијска клима, поволни можности за раст на овие пазари и тука да направат инвестиција дали во логистика, дали во некакво производство. Сметам дека ваква една силна политичка порака е добра за Македонија, бидејќи од сите земји што се присутни на овој самит, ние имаме убедливо најдобра деловна клима, потврдена од многу голем број на институции, веќе имаме успешни проекти со Народна Република Кина. А Македонија е на добар пат во иднина да стане центар за културна соработка помеѓу сите 16 земји учеснички на самитот и Народна Република Кина, изјави министерот за надворешни работи Никола Поповски. Во делот на културата Македонија е на добар пат да биде домакин на центарот за културна соработка помеѓу Централна и Источна Европа и Кина. За нас е тоа прилично значаен домен, бидејќи е и добра можност за промоција на Македонија на кинескиот пазар и во соработка заедно со останатите источно и централно европски земји да можеме да ја представиме Македонија во едно позитивно светло. Мислиме дека со еден ваков гест промоцијата на земјата и можностите за зголемен интерес од кинеска страна за Македонија ќе се зголемат и тука ја гледаме додадената вредност на Македонија како земја која во доменот на културата е дефинитивно препознатлива. Пред стартот на самитот, премиерот Димитриев имаше средба со бугарскиот премиер Борисов и со чешкиот премиер Соботка. На средбата со бугарскиот премиер разговорите поминаа конструктивно, а двете држави се заложиле за зголемување на соработката во економијата, меѓутоа и за продолжување на инфраструктурните проекти и поврзување инфраструктурно и железничко поврзување меѓу Македонија и Бугарија. Со чешкиот премиер станало збор за придонесот на Република Македонија кон мигрантската криза, меѓутоа била дадена и поддршка од негова страна за евроатлантските интеграции на Република Македонија. Со завршувањето на состанок, на петтиот состанок, денеска заврши и самитот, а утре продолжуваат економските состаноци. Од Рига, Јупка Камчева и снимателот Дејан Младеновски.